Работничките права за жал кај нас се уште комплетно не се почитуваат. Борбата за повисоки плати, К15, право на годишен одмор, како и други бенефиции кои што треба да ги имаат работниците, се уште представуваат мисловна именка во некои компании. Граѓаните се жалат дека некои работи не се поместуваат воопшто од мртва точка. Најголем дел од правата се почитуваат доколку во моментов работодавец ви е државата. Само државна. Државна, Приватно да. тешко. Приватните се потешки, државните да. Знам многу примери кај што се злоупотребени во фабрики, кај што работничките права се стварно не на тој левел што се искажани во почетокот дека би били. Работниците се измачени, не се доволно платени, според мене ви кажувам. Му се ветени некои работи, после не му се остварени. Плати, К15, одмори, кој ќе сака да земи, не тие кој ќе сака да му да. Работничките права се плаша луѓето да не ги избркаат од работа, се чута, се тоа е закукулено, замумулено, што би рекле. Јас сум пензионер, ама дори работев, баш работничките права никој не ги почитува. Дефинитивно не. Па далеку сме ние од тоа стварување на право уште на работниците. Како правник можам да кажам дека не е доволно. Работниците треба повеќе да се трудат, да бараат за своите права. Според невладиниот сектор кој што се занимава со оваа проблематика, во моментов најголемите прекршувања биле кај оние жени кои што се бремени и кај работниците кои што не можат да си ги добијат договорите за работа. А не почитување на правата кои што произлегуваат поради бременост, раѓање и мајчинство, односно злоупотреба конкретно на договорите на определено време, каде што на работничките, кога работодавачот ќе дознае дека работничката е бремена, многу често не и го продолжува договорот по истекот, иако претходно имало пракса, например, години наназад да се продолжува тој договор. Во дел од помалите фирми се уште постои пракса на вработените да не им се даваат договори за склучениот работен однос, па така тие не знаат ни што е предвидено во тој договор, ни до кога важи тој договор, немаат увид и едноставно се остава на волјата на работодавачот понатаму на кој начин ќе ги почитува правата на работникот. Работодавачите пак велат дека се почитуваат работничките права кај нас. Потенцираат дека следувало доста тежок период за економијата, кој што можел да се преброди единствено со заеднички сили и на работниците и на работодавачите. Ако земеме во предвид дека не чека тежок период, треба и работниците и работодавачите да работат рака под рака, бидејќи следува тежок период и обстанокот на сите компании ќе биде во прашање. Оваа криза ќе ни покажи само заедништвото ќе ги прави по-флексибилни и по-отпорни на она што следува во идниот период. Според бизнис секторот, треба да се даде одреден период за да минималецот достигне до 600 евра. Затоа што ако тоа се направило веднаш, ќе значило отпуштање на дел од вработените, како и затворање на некои помали компании кај нас.